утро, луѓенца, и добродојавте во уште еден наш влог. Дојде денот, денеска е 5 октомври. Не ми се верува дека конечно дојде тој ден кој што го чекав негде од почетокот на август. И кога дојде, си викам, окей, мораш ли денес? Не сум спремна. Не сум спремна психички за овој ден, но окей, кога ќе ги имаш луѓето околу себе кои што ти требаат овој ден, се ќе биде полесно. Моментално тие луѓе ги чекам, доцнат, нели? Ама нема врска, затоа тргнавме малку порано. Не кажав луѓево, мислам, очекувам да знаат што се случува денеска. Денеска е Макфест. Денеска официјално ја пеам мојата прва песна во живо и денеска се објавува на нашиот YouTube канал и видеоспотот. Така да ова кога веќе го гледате, веќе ќе биде сите утисци, сите утисци од спотот од настапот веќе сумирани и кога ќе го замислам, тоа имам преголема трема. И пак гледам наваму, не наваму. Така што тоа е тоа. Ние сега треба да тргнеме 11 сати. Треба да тргнеме у 1:30 имаме проба, предходно треба да се сместам во хотелот, да ги оставам работива. Ќе пиеме некој кафенце и ќе почне пробата. Пробата е доста битна, пробата е најбитна. Треба да се намонтираме, мислам да се наштима звукот на вокалот, на матрицата, бла 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 бла, да не ме замарам с тоа. Позади сцена што ќе одим и тако тоа. Мислам дека тоа е тоа. Ако заборев нешто да ви кажам, ќе ви кажам откога ќе влезам у кола. Марио треба да дојде, Силјан треба да дојде и Маријана со нив. Ние сега имаме после. Луѓе, значи само што излеговме од мојата улица, настапираше полиција. И ја морав како и секогаш да комуницирам со нив и да кажам, се брзаме за Макфест, мислам, се бевме ние технички исправни. Лук дечко од спротивно ќе не лупнев. Да. Не трактор ќе не лупнев. Феномен, проваѓав цистерне, трактори, никога не составljав. Ќе видев четворица у кола и четворица ги ги составljав. Не бе, сме зрачеле со енергија, затоа што нели Макфест е енергија. Стигнавме. Ај си стигнала. Вие стигнавте, не ја. Ова е Силјан, ова е Маријана, ова е господинот Марио. Многу ми е драго да се запознаа. Од каналот Ивона и Марио. Ние идеме да се збориме малку, да се видиме, а после ќе се слушнеме. Пристигнавме и се сместивме на почетокот, уште почетокот почна малку лоша, затоа што... Ај, мери, си окей. Окей, нема врска, ајде. Нема да го искоментирам ова што се случи на рецепција. Еве го хотелот во кој што сме сместени. Тоа е единствениот убав хотел у Штип. Еве го господинот Силјан. Сега тој ќе се паркира. Ќе одиме после на сега ќе одиме после на сега после. Окей, не знам што зборам. Седнавме у некој ресторан, кафејче како и да јадеме. И вона заврши со тонската проба, треба да се вратиме подоцна салава за да кажеме за светлата како тоа да функционира, затоа што тој што работеше на светлата не беше тука, додека се одржуваше таа генерална проба, така да дојдовме да јадеме, да го искористиме времето максимално, да се вратиме после салата, после она продолжува со шминка и фризура, предпоставам дека ќе ви снима. Не, да ви се јавиме, само да ви кажеме дека живи и здрави. Добро да е, whatever, се надаме како ќе го снима тоа. Лук соло, и водичка те молам. И музичка желба една, да се испее помозно. Убава во свет, ако може за денскова. Идваме да јадеме. Ја нарачав куца маргарита, зашто многу ми се пријада. Марио има пастрамалија, видите. Се павлака, се све. А ти Маријана има солена палачина, кој што изгледа солена. А Силе нема ништо. Још малку. Маријана не стави да се солена со павлака, ја сака малку. Добра, тоа е тоа. Ето. Маце наручали се. За 5 дени да сплати. Па и ја не лажам, Пред тоа
Толку бев гладна, што прва изедов. Hello, darkness, my old friend. И другари, стигнавме у салонот кај што Ивона треба косата да ја прави. Сега ќе ви направам еден краток таймслеп со видео, каде што ќе видите каков е процесот на правење на таа фризура со која вечера ќе настапува на тој Макфест. Така да, уживајте. Госпоđava заврши што остана, сега ќе ви ја покажеме. Суштински, готове сте, треба да идеме на мала кратка пауза, па на шминка и тоа е тоа. Инаку ја најдовме шминкерката, односно најдовме кај се наоѓа и сега шетаме низ локалов. Се вика, како се вика? Елкос трговски центар. И шетаме да си купиме некоја водичка, нешто блашко да каснеме. Нека ламба, куфер. Некој ве ми е косичкава, ми се допаѓа. Другари, Ивона заврши со шминката, презадоволна е. Ви реков, односно ви напоменав дека процесот на шминкање ќе го ставиме во видеото, направивме таймлепс, така да се ќе видите и ќе слушнете. Сега богаме со два телефони, затоа сме професионални. И еден кранки уплатиме сега. Така што се викам? Добро, Стиљане. Значи... Лјочки. Кој се да гледа? Значи... Стигнавме у хотелов, девојкава што со мене не е моментално соба, па затоа воловите се испружија. Ова спие, ова види, она е мирна. Ја не можам да легнам, да одморам. И затоа у овој момент сум љубоморна на сите машки, затоа што они валјда одспале, се одмориле. Кој спае, бе? Што учествуваат машките што пеат. Да, у принцип тоа е тоа. Сакав да ви јавам дека сме тука, за некој си сат и 15 минути ќе се спуштаме доле. Имам уште време да одмориме, шминкава ја гледате, топе, само уште малку сакам да додадам хајлайтер, ама тоа пред да излеземе. Сија да пршти! Да пршти Јадранка. И така. Ајде се гледаме после. Чао. Другари, управо почна Макфест, осветлувањето овде е очајно. Седиме кол кафана, знаете како изгледа бекстейджот. Ние сме овде и Ивона, како што знаете, пие подреден број 6, со нас е Лина и со нас е Весна. И да, ете, чекаме да почнат кандидатите и така е. Еве, Макфест почна и Ивона зема да медитира. Да, јас ја треба слушалки. Сега ќе бара слушалки. Ивона се знае кај. Лина, што мислиш ти за медитација пред нас? Јас мислам дека тоа е нешто... Само за ние тракани. За високо интелигентни луѓе. Ау. Добро, ние глупите да угасиме камерите, хајде. Океј, не ви се докажав пред малку. СП реден број 4. Маса Дере се распевава као. Ние дремо бекстејдж и ја моментално носам четка и пудра со намера да бидам фингер да и вода. Ке обрам, а од кога ќе испи Ивона ќе идам да пошимам карта да земам тоа лифче за гласање и ќе се вратам у бекстејдж за да не пропадне картата и да гласаме за Ивона, не е нормално. Така да, ќе ви се јавим после, кога нешто ќе се дешава, ќе ви ја снимам госпоđава Малца Друпеев. Доколку тоа е могуче, она медитира, след па прави некои гримации и вази. И така е, светлово, не знам што се дешава, ме е катастрофално за снимање. Така да, бај. Еве овде годинава вака се наредени кутиви за гласање.
И еве ми ја картава за Макфест, која ќе ја фрлиме у кутијата на Ивона за убав е овој свет. Како што имавте можност да видите гласав за Ивона, песната излезе и има буквално за преку 1000 прегледи за цели 4 минути, што е неверојатно за нашиот канал, а и за песна, затоа што досега немаме избацувани и се ова ни е чудно. Се враќам у бекстејдж да видам што се дешава, па ќе ви снимам покасно. Океј, гласавме, дојдовме во вторно бекстејдж, да се јавите за влог. Еве, да се слика тоа со нас. Ете, ај поздравете се, како се вика? Ете, сите се кажа како се шо се. Кажи на тетка Ивона, она ќе те среди, види каква е. Кој си? Како се викаш? Декстер. Еве, поздрав до Декстер и сите да го субскрайбнете. Па кажи сам што да направат. Декстер како Декстер? Само Декстер. Ке напишат вака Декстер и после што да направат? Subscribe, like, share, све, коментари, така. Као и на нас. Ти кажи на нас да направат. Ивона и Марио, све. Така е. Така. Кај Давид кажи сите unsubscribe. Кај Давид unsubscribe. Не. Еве сме другари уште у бекстејдж, налетав на Лина, таа преска седеше со нас, но сега одлучив да ја интервјуирам. Како ти, драга, си задоволна од вчерашниот твој настап во полуфиналето и што очекуваш во финалето? Јас сум задоволна од мојот настап. И ја исто. Добро. Фала ти што го мојот настап. Очекувањата немам никакви очекувања, затоа што не ми е битно. Ствари, да ми е држбата, битно ми е... Песната да помине е многу добра. Сите да, тоа сакам да кажам, сите да напишете Лина Пеевска нема, да, и да ја слушнете брутално. Песнава текстот, све, но суштински е да слушате низината песна, затоа што ако ме сакаш, ова е дефинитивно твојата најдобра песна. Така да ти посакувам ти успех. Мислам, ја уште не сум ја примил целоста. Е, сега, мора да ми откажеш кратка референце. Нема или не? Одако ме сакам, затоа што е моја замилена песна. Ајде. Ако ме сакаш, не прашувај дали сум твоја или нечија. Ако ме сакаш, не верувај, без да те чујам, не заспивај. Ете, ја пробав да ти бидам баритонче. Океј, јас сум препотен, така да гасам камериве, идам да се луптирам, се гледаме после. Ти благодарам, да. Може да ги ве чека некој видео со Лина на нашиот канал иднина, така да пишете на коментари дали сакате. Што мислиш ти, драга, за јутуберите у Македонија? Чекова светлово со телефон катастрофа. Како ти се чини тоа кога некој снима за YouTube, кога работи така? Не, тоа многу е тешка работа. Значи, ако некој мисли дека е многу едноставно, не е. Значи, треба да бидеш инвестиван, да слушуваш некој да ги интервјуира, да ти интереса, да го дадат информацијата, што некој што те гледа, Дали ти следиш некој? Па не е да го приме на време, знаеш, онака, лела пост. Мола, погледнете колку е прекрасна. Да, иначе Маријана е една од неубавите. Значи, Абе, мола погледнете колку е прекрасен, така, да. И да мола погледнете какви убави очи има и убав поглед, така и вона. Фала! Океј, бе последниот кандидат, така да се следува тоа интервјуирање чуда глупости, после си идеме од овдека и чекаме да излезат електронски резултатите, кој влегол во финале, кој не влегол. И откако ќе излезат резултатите, ќе се ориентираме што ќе правиме после објавување на истите, така што пред време нема ништо да дебатираме, дискутираме и договараме. Не знам зашто ја сечам косава, рака ме боли, не можам да го држам више телефонот. Да, уште сме овде у бекстејдж. Не заврши видео? Не, брат, снимам постојано ја. И ја, целе. Така да ете, само да ви се дека сме уште тука и дека пее последниот, така да се следува тоа гласање на публика, сите искачаат, фрлаат карти, тоа го видовте предходно, зашто ја гласав пред време. Па ја можам да гласам? Не, зашто имаш акредитација, само MFI карта и акредитација. И така, ајде се гледам после. Симон, како си задоволен ти од твојот настап, кажи на мојата публика? Јас многу сум задоволен, подобро него што очекувам. Дали си ти задоволен, Мите? Слушнав и една од побавите песни на овогодинешниот Макфест, тоа морам да побавам. Што очекуваш ти? Финале, победа, второ, друго, трето, пето? Воопшто, стварно воопшто не ми е важно дали ќе влезам во финал или не. Тоа нема да го спречи оно што стварно сакам да правам. Најбитна е песната да биде
да биде успешна, така да ти го посакувам тоа и ти посакувам да да освоиш некое добро место во финалето. Ајде. Еве ми е Антонија. Кажи ми ти, Душа, како си ми задоволна од настапот? Јас шо прекрасно, многу сум задоволна и Песната ти е супер. Да. Благодарам. Да, ги поздраваш ли моите гледачи? Поздравам моите гледачи и сакам да кажам дека сте супер и дека ме пратам топ. Знаеме тоа, знаеме, но сепак ви Што очекуваш? Ништо не очекувам. Очекувам да се слуша песната и да може са неки хитчи. Да. А пласман финале нешто такво? Па, јас искрено кади додам ништо не очекувам, затоа што кога очекуваш па може ќе се разочараш. Али немаш промашај со песни, така да и ова би требало Па што да... ти така видиш, што е? Така е. Ај, чао. Ćao. Шоуто заврши и Бона излезе, сега ќе си приклучам доле. Сега ќе чекаме гласовите и ќе... Чекаме да видиме кој ќе помине, кој нема да помине во финалето, па после ќе, како што ви реков, ќе правиме моабет за тоа, што ќе правиме покасно, затоа што има многу луѓе и сите сакаат да се здружат, па ќе видиме дали ќе одиме негде или ќе се станеме во хотелот. Значи салава беше преполна, се сите излезени надвор, затоа што почна тој термин за гласање. Има многу гужва, ја не можам и Вона да ја најдам и влогам меѓу луѓе и сите ме гледаат чудно. Само да ви јавам дека сетав во ресторант, чекаме резултатите, да испиеме една печка, видиме што се дешава, па после ќе се организираме за што потоа, така да ќе ви се пријавиме кога ќе имаме резултати. И другари, еве сме у хотелска соба, се пакуваме, ќе си бегаме за Куманово, излегува резултатите, мојата драга Ицика моментално се облака. Абе, облачам се, гола сам? Ете, гола ја видовте. Ја видовте гола. Не помина, но суштински песната на Ици за мојден джаз има 6000 прегледи на YouTube, што е одличен успех за како за прва песна и некако за прва песна туку неслушана песна, сите објавени песни од Макфест, така да тоа е нејзината победа, нејзиниот успех. Дали Ици сте задоволни? Ја ќе кажам што мислам кога ќе се спакувам и кога ќе се сумирам дома со сите утисци, сега... Океј, ќе имате, значи, овој влог две одјави. Јас сега од мене ќе ви кажам чао. Да. Затоа што овој влог, значи, ова ќе ми биде најголем предизвик за монтирање. Затоа што имаме со два телефони, имаме материјали од двата телефона и се случуваат две различни работи на две различни места, што е можеби и супер за вас. Али ја не се сомневам дека ти ќе намонтираш. И у овој момент сакам да ти се заблагодарам за се што направи и овој ден за мене. И за секој ден што прави за мене и кога ќе си најдете ваков пријател, да биде покрај вас у секој момент, јавете ми се. Ви видевме дека јас ќе го одјавам влогот и ќе кажам неколку збора за да можеме да го комплетираме овој влог и овој ден. Имав огромна трема кога излегов на сцена, затоа што милионски пати сум пеела туѓи песни, но никогаш не сум пеела своја песна и беше многу чудно и беше многу интересно. Не успев да се пласирам во финалето затоа што не сум според стандардите, нели можеби некој добра или пак немам нешто друго да понудам. Така што тоа е тоа. Сакам да се заблагодарам на целата моја фамилија, до мајка ми, татко ми, брат ми. Благодарност до Марио, кој што беше тука до мене, благодарност до Силјан, кој што макотрпно се залагаше и работеше со мене. Благодарност до Дејан, благодарност до Давид Риджи Комненовиќ кој што направија спотот да изгледа така како што изгледа. Ве сакам, дечки, и фала ви што бевте уз мене и што ме поддржавте и што направивте еден мој сон да стане реалност. Ќе спомнам тука и општината Куманово, ќе го спомнам и Бучен Козјак како некој кој што ми излегува во пресред и кој што овозможи овој финансиски да се реализира. А јас одам да спијам конечно, а ние се гледаме здравје Боже со нови видеа во нови сили. Со нови сили, упс.